Драги гледачи, годинава од 9 до 16 јуни во Прилеп ќе содржи 57-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Денешен наш соговорник е Ана Стојановска, селектор и директор на фестивалот. Како што најавивте на пресконференцијата која што се одржа во понеделникот, во периодот од месец септември минатата година, па се до мај оваа година, сте одгледале 52 представи од скоро ни сите театри во Македонија, од нив се избрани 9 во она официјална конкуренција, останатите се во другата програма. Пред да започнеме со разговорот околу представите и оној нов концепт кој што вие го имате замислено за годинешниот фестивал, стоиме тука пред новиот постер на фестивалот. Тука имаме една булка и горе пишува враќање дома. Кој се враќа дома и од каде? Благодарам прво на поканата да учествувам во вашава емисија. Идејата да се вратиме дома е на неколку нивоа размислена како таква. Кога ми избра да бидам уметнички директор на фестивалот Војдан Чернодрински, ја замислив платформата под ова име затоа што сакав символично да биде враќање дома и мое, како прилепчанка да речам, да се вратам дома. Истовремено публиката која што редовно одеше во театар, а за жал поради пандемијата беше спречена да оди во театар, и таа да се врати во својата дома, во уметничката дома, гледалиштето, и исто така да дадеме една метафора во однос на драмата Чернодрински се враќа дома на Горан Стефановски, да го споменеме и Чернодрински и Горан Стефановски, 20 големи театарски уметници од Македонија. Како што почнав тоа да го размислувам, така концептот си се развиваше сам по себе си, така што и целата програма е склопена во однос на тоа враќање дома, а символиката на булката е повеќе од очигледна, сепак е тоа една растение кое што каде не го очекуваш ки изникне и ќе го покаже отпорот што го има во однос на целата ситуација, така што сметав дека одговорот на прашањето што правиме сега и како правиме во период на криза, на разни непријатни ситуации што ни се случуваат во секојдневието, дека сепак уметноста е таа што треба да ни го даде добриот ветер во грб, да ни го даде да почнеме да размислуваме малку подобро. Истакнавте дека годинешното мото на фестивалот е радоста на играта или пркосот на креацијата. Тоа е всушност концептот на селектираната програма, затоа што сметам дека во суштина некако забораваме цело време каде е радоста на уметноста. Уметноста, ако нема радост, не треба да ја има како таква. Да, има уметност која што се занимава со многу тешки теми и тоа е и повеќе од потребно. Меѓутоа, секој уметник треба да биде создавач, треба да биде оној кој што ќе ја почувствува убавината на своето создавање. Зошто каде се изгуби радоста во уметноста? Првиот одговор е во политиканството. Мислам дека тоа е најдобриот термин што тоа би го објаснил. Потоа во тоа што ни станува сеедно, без разлика, бидејќи имаме секојдневни предизвици на разни полиња. Потоа затоа што не ни е доволен интерес одредена уметност или одредено однесување, да речам, во рамките на културниот живот. И затоа сметав дека треба да се потсетиме дека во театар е најважно да се игра. Во театар најважна е енергијата што ја пренесуваат актерите во публиката и публиката што е возвраќа на актерите. Овој концепт не ги потценува другите учесници во театарскиот чин, напротив, меѓутоа им дава поддршка на актерите, затоа што да не се актерите ќе нема да постои театар. Овој фестивал го отвора Инферно на Велешкиот театар. Кои се останатите представи кои што ќе има можност да ги види публиката и во оној официјален дел, но исто така нагласивте дека годинава фестивалот е поделен на 4 делови, концептиски на 4 програми. Да, во официјалната програма доаѓа Чудна случка со кучето во ноќта на Драмски театар, Бесачи на Македонскиот народен театар, потоа прилепската представа Мистерија Буфо, My name is Медеја на Битолскиот театар, од Охрите несватената цивилизација. За прв пат селектирам детска представа, условно земено, тоа е Роња од театарот за деца и младинци, затоа што сметам дека е многу важна таа представа да се види како сериозна театарска представа, и од албанскиот театар Три сестри. Во придружната програма, односно целиот тој блок што ќе следува понатаму, во така наречената ОФ актива, затоа што таа треба да зборува малку поагресивно во однос на ова селекција која што е официјална, се представата од Турскиот театар Човек Перница и Циркус Пирандело од Струмичкиот театар.
Тука ќе бидат вклучени дипломски представи, ќе видиме, нели секогаш им даваме можности на студентите да дојдат на фестивалот. И истовремено имавме еден повик за независна продукција што работи домашни автори, затоа што тоа е многу важно, бидејќи немаме домашни автори во селекцијата. Имаше неколку во тие 52 представи што ги изгледав, меѓутоа не одговара на концептот или не беа сработени како што треба. Од таа независна продукција, тие се различни формати на представи, нема да се играат сите во театрите, туку ќе имаме алтернативни простори, тие ќе бидат навреме објавени кои се и како се. Има неколку многу интересни представи што сметам дека е многу и важно публиката во Прилеп да ги види. Од 52 представи, дали беше тешко да се одберат овие 9 во официјалниот дел? Гледајќи ги представите, цело време размислував што би можело да биде привлечно да го види публиката во Прилеп пред се, бидејќи целта на фестивалот е секогаш публиката да го види најдоброто од Македонија. Од тоа беше таа тешка страна. Втората тешка страна, кога се соочив со гледањето на сите тие представи, независно дали во професионалните театри или во овие независни продукции, што се случуваат беше повеќе во институционалните театри, тој момент како на некако да се нема однос кон театарот, што е денес театар, на кој начин функционира театарот. Дали театарот има своја репертуарна политика, дали државата има стратегија за театар. Значи, сите тие прашања јас си ги поставам, бидејќи цел живот се занимавам со театар како театролог, и сметав дека треба некој гласно и јасно да го каже моментот што ни фали, затоа што нели мора да се искажем. И затоа сметав дека оваа селекција ќе биде направена на ваков начин да покаже што влегува во концептот, а истовремено да покаже што е и најдобро во моментот. Па потоа ќе видиме публиката, жири комисијата дали ќе се согласи со мојот избор или не. Освен тоа што го одбравте најдоброто од Македонија, спомнавте и за тоа да се види што ни фали. Што ни фали? Ни фалат неколку работи. Прво, мислам дека секој театар треба да има оформено своја репертуарна политика. Треба точно да е профилиран театарот со што се занимава, дали има концепт на сезоната, дали има концепт воопшто на работата на самиот театар. Ни фали внимание на домашните автори. Значи, сметам дека е многу важно една национална куќа да има национална драма. Да се почитуваат домашните автори, не само класиците, туку да се почитуваат и оние што доаѓаат. Млади автори имаме многу добри. И ние цело време мислиме дека немаме автори затоа што немаме пристап до тие автори. А всушност имаме. Работата е дека режисерите треба да читаат повеќе домашни драми и директорите на театрите, уметничките раководства да ја креираат таа репертуарна политика. Тука е тој главен проблем. И третиот е дека не може постојано да се оправдуваме дека немаме пари. Едноставно, еве неколку ќе ги видите неколку представи, не се направени со големи пари, а ја гледаме радоста на актерите, гледаме како режисерот добро се снашол со изборот на актерите, гледаме како успеале од моменталната ситуација во театарот да направат одлична представа. Мислам дека фали повеќе мотивација, повеќе љубов за театарот и едноставно целта да ни биде театарот да живее во Македонија. Како го оценувате денес односот на државата кон македонскиот театар? Па на неколку начини, пак ќе одговорам со неколку можни одговори. Сметам дека државата може повеќе да направи за македонскиот театар. Сметам дека треба и театарот сам да се промени системски. Мислам дека заеднички и Министерството за култура и театрите можат да помогнат кон подобро решение, затоа што овој систем на кој што работиме веќе застарен систем. Се променуваат нештата и сметам дека треба да се промени системот на финансирање на театрите, начинот на кој што се конципирани театрите, во начинот на водење, во начинот на креирање на програмата на театрите. Тука треба да се направат некои промени за да може и државата адекватно да помогне, а сметам дека треба многу повеќе да се помага за театар. Дали би помогнало тоа кога театарот би се одделил повторно од Центарот за култура? Да, се разбира. Мислам дека тоа е многу важно да се одвои театарот од Центарот за култура. Центрите за култура се големи институции кои што сите имат различни интереси, така што би требало театарот да остане во фокусот, за да може и тој што го менаџира театарот поуспешно да го изменаџира, а и публиката, бидејќи овие сцени во центрите за култура не се театарски сцени, за да може публиката да ужива во подобри театарски представи. Така што многу е важно да се издвои театарот од Центарот за култура, да функционира самостојно, би било поедноставно и околу организација, околу менаџирање, околу финансирање и така натаму. Кога ги спомнаме професионалните цени, тука 57 година поред се одржува Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински,
после години и децении најавување на изградба на нов театар во Прилеп, ние се уште играме тука на сцената во Домот за култура, која што е универзална сцена, за повеќе намени и во театарот, еден објект, една зграда која што, ајде да наречеме пред распаѓање и стара може би повеќе од еден век. Колку Прилеп го заслужува конечно да го добие тој нов театар? Требаш уште многу одамна Прилеп да го добие новиот театар и сметам дека колку побрзо се направи тој театар ќе ни олесни и нам на фестивалот, затоа што за жал неколку представи откажа кои што сакав да ги донесам како гости поради неприлагоденоста на сцената. И не само тоа, ова публика најмногу заслужува нов театар. Прилепската публика, не дека и јас сум припаѓала на таа и припаѓам се уште на прилепската публика, го сака театарот, сака да оди во театар. Тоа не е општо место, не е некоја флоскула што ја повторуваме. И сметам дека таква публика и ваков значаен фестивал, најстариот и најголемиот македонски театарски фестивал, заслужува достоинствен простор. Еве така тоа би го нарекла. Ова година имаме и нов концепт на целиот фестивал. Кои се новините кои што ќе има можност да ги види публиката? Публиката ќе види различни новини. Од самиот старт, значи, идејата беше да се воведе детска зона. Од раните, од 10 часот наутро, децата ќе имаат можност на местото каде што е киното, Мистон во Центарот за култура, надвор и внатре, да се запознаваат со театарот од најмали нозе. Тоа е еден момент кога ќе може да се види што сме сработили во едукативните работилници овие месеци, додека работиме 9 од септември навамо. Секој училиште што учествува во едукативните работилници, тоа се 4 основни и 4 средни училишта, да ги покажат своите достигнувања за време на програмата што е следиле. Потоа во 12 часот следуваат разговорите на тркалезна маса. Сакам да се зборува за театар, сакам јасно и гласно да се зборува на тие разговори, за да можеме да му помогнеме на театарот да биде уште подобар. Ќе се случуваат работилници, трибини, кои што ќе бидат поврзани со театарот, со независната продукција, со драмските автори. Ќе обрнеме внимание на авторот во фокус за оваа година. Потоа ќе снимаме подкасти во живо во 14 часот и од 17 ја отвараме фестивалските зони на различни места низ Прилеп, ќе бидат обележани со материјалите рекламни кои што ги има фестивалот и ќе ги имаме живите скулптури, живите статуи од театарското Скопје што доаѓаат. Потоа ќе видиме скомрахи, средновековни патувачи, како ќе се движат низ улиците низ Прилеп и представите што се во официјална и ов програмата кои што ќе можат да се видат не само во Центарот за култура и во Народниот театар, туку и на различни други места низ Прилеп. Сметам дека е важно за Прилеп да го живее фестивалот како нешто најважно во тој временски момент. Ви благодарам на разговорот и се надевам дека ќе имаме многу повеќе публика за разлика од минатите години со овој нов концепт на фестивалот. И јас тоа се надевам и дека ќе доаѓа публика редовно на фестивалот. Ви благодарам уште еднаш.